Почитувани гледачи, добро вечер, ова е новото издание на емисијата Визави. Мој вечерашен гостин во ова издание на емисијата е Спасе Додевски, председател на Националното координативно тело за заштита на лицата со попреченост. Спасе, добро вечер. Зборуваме вечерва повторно за тема слична на она претходната кога беше наш гостин секако во Визави. Зборуваме овој пат за конкретно нешто кое што вие како национално координативно тело го работите. Станува збор за инклузијата на децата во образовниот систем. Процес кој што секако ќе одземе многу време, нашата држава и немаше некакви силни подлоги за оваа инклузија да тече глатко. Па што е она кое што во иднина ќе бидат превземани мерките и процесите во развивањето на инклузијата? Добро вечер и благодарам на поканата повторно да се видиме во ТВ канал ВИС, да објасниме на гледачите на засегнатите страни за процесите кои што ги води државата и посебно Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата на Обединетите нации, но и советот при кабинетот на председателот на владата на Република Северна Македонија во однос на конкретно во однос на инклузијата. Инклузијата одамна е во јавноста се проследува овој термин како збор е многу лесен, меѓутоа како процес е доста тежок за реализација, посебно кај овие наши подлоги во наш систем кој што и го затекнавме и кој со години тле желбата и потребата за инклузија, меѓутоа нивото на кој што сме сега, на кој што дојдовме, бара посебни напори и посебни координативни мерки во однос на спроведувањето на целата таа инклузија. Од овој аспект, од овој временски термин и дистанца можам да кажам дека доста сме задоволни во однос на реализацијата односно на подготовките за реализација на инклузијата. Со оглед на тоа што една година потрошивме како влада и како власт, потрошивме за детектирање на сите проблеми, решавање на суетите помеѓу засегнатите страни, разликите во мислењето и ставовите во државата, почнувајќи од последните конзументи, значи лицата со попреченост, па до министерствата, до министрите, до администрацијата, до вработените во целиот тој административен и институционален систем. И сега можам со задоволство да кажам дека конечно ги изгладивме сите ставови и односи кон ова, ги информиравме сите граѓани во однос на инклузијата и се надевам дека ова ќе биде една успешна приказна која што постепено ќе почнеме да реализираме. А реализацијата почнува токму од овој момент. Ние минатиот пат во претходната емисија спомнавме дека на 114 седница на влада проследивме една информација на владата заради потребите за задолжително, односно за потребата за инклузирање на децата со лесна интелектуална попреченост од посебните училишта кон редовните училишта. Ова е една неминовност која што мора да се случи како еден почетен процес кон целокупната инклузија која што понатака следува. Овој процес не се задржува само на овој дел, на овој сегмент, само на лицата со лесна интелектуална попреченост, туку среќни сме за тоа што со отварањето на овој процес и со почетните чекори отворивме доста сегменти од целокупниот овој процес на инклузија кој што следува во државата. Така, зборувате за реализација, но за реализацијата да биде комплетна, вие со вашиот тим со кој што работите, и секако овде кај Конвенцијата на Обединетите нации, создавањето, се извинувам, на посебна комисија која што ќе значи успешна приказна, како што и самите кажавте, во целиот тек на имплементација на овој навистина сложен процес. Имавме, значи, доста разлики и самите министерства, знаејќи и ние како знаејќи го целиот систем до сега како функционираше во досегашното образование, имајќи ги во предвид слабоста во ресурсите, во капацитетите на редовните училишта, слабоста во обученоста на наставниците, несовпадливоста на одредените законски мерки и процеси и сегменти од законите, законската регулатива, правеше одредени потешкоти. Таа информација на седница на влада помина и
после неа се крена огромна дискусија или се разгледуваше можноста како да се реализира, како тоа ќе се реализира. Едноставно добивме огромна поддршка и од владата и од претседателот на владата да ги искористиме сите можни капацитети, сите ресурси и сите принципи во рамките на конвенцијата, овој процес да отпочне и во научно-стручен аспект да биде поддржан понатака до крајот. Имавме една координативна средба со клучните министерства, тоа се со министрите, односно со министерот за здравство, за труд и социјална политика и за образование, каде делегира посебни работни групи од своите министерства, каде што целиот процес го дефиниравме на ниво на национално координативно тело и сите слабости кои што или пречки бариери заедно ги надминавме. Направивме еден систем на кој што првично учениците со лесна интелектуална попреченост од посебните училишта ќе бидат инклузирани во редовните училишта. На кој начин? Се формираше работна група која што сите бариери ги едноставно ги договоривме, целиот тој процес го договоривме. Министерството за образование и наука веќе побара од сите институции, училишта, посебни училишта и посебни паралелки да дадат податоци за сите деца со попреченост, без разлика на која попреченост припаѓаат, да се направи една дата на податоци. Врз основа на договореното ќе се формира една комисија која што од друга страна пак огромно задоволство што е почеток на комисијата на меѓународната комисиите за меѓународната класификација на функционалноста, МКФ комисиите, составени од веќе обучени стручњаци. Ова е зародиш на почнувањето на тие комисии да функционираат во Република Северна Македонија. Овие комисии понатака ќе имаат активност да одат на терен во секое посебно училиште, посебни паралелки, да можат да направат една сондажа, да направат проценка на функционалноста на овие ученици, односно да видат дали науката и мислењето кои што ги имат овие ученици кореспондира со нивната функционалност, односно дали се во рамките на лесна интелектуална попреченост. Без да поставуваат диагнози. Без диагнози, веќе постепено го избегнуваме процесот на категоризации по однос на диагнози, што ни е препорака од страна и на конвенцијата и од Комитетот на Обединетите нации за права на лица со попреченост. Откога ќе го направат овој процес, значи ќе видат со колка број на ученици кои што можат да бидат инклузирани во редовното образование, одма во моментов се прават работни групи, советодавни работни групи кои ќе разговараат со родителите. Што значи дека ова не значи принудно и морално инклузирање, односно отпишување, како што беше начално спомнато, отпишување на учениците од специјалното во редовното образование, туку според конвенцијата мора да им се даде на родителите право на избор, но да им се спомне правото во најдобра корист, во најдобар интерес на детето. Најдобриот интерес на детето, односно на оваа категорија со лесна интелектуална попреченост е да бидат во редовните училишта. Меѓутоа, тоа не ги ограничува ако родителот инсистира да биде ученикот да продолжи во посебното образование, да си остане во посебното образование. Да спомнам само дека функционално ќе бидат анализирани децата од сите деца во оделенска настава. Оние ученици кои што се во предметна настава, значи од 6 оделение па нагоре, нема да бидат предмет на анализа, односно тие ќе си останат таму кај што се до сега. Бидејќи имаме училишта каде што посетуваат настава деца кои што не се од конкретната општина, ќе имат право да се вратат во општината или во училиштето, во редовното училиште, во општината од која што доаѓаат. Ако тие ученици немаат, често доаѓаат од семејства кои што се нефункционални, доаѓаат без родителски семејства, за нив ќе се најде Министерството за труд и социјална политика, ќе најде модус да бидат згрижани или во мали групни домови или во други облици кои што ќе го понуди Министерството за труд и социјална политика во тие
општини од каде што ќе бидат вратени тие деца, условно ако или родителите или центрите, старателите, центрите социјална работа се согласат тие деца да одат во редовно образование. Со тоа го почнуваме и процесот за формирање на МКФ комисиите, кој што првично се планира заедно Министерство за труд и социјална политика, Министерство за здравство, УНИЦЕФ, заедно да пилотираат 6 месеци со една национална комисија во Скопје и 2 регионални комисии во Скопје. Пилотирањето ќе биде ќе има за задача да ја види прво фидбекот или резултатите од функционирањето на предностите и слабостите на ова функционирање на овие комисии во Скопје, бидејќи поголемо подрачје, а за тоа време УНИЦЕФ и стручњаците кои што досега вршеа обуки за МКФ класифицирање на функционалноста ќе вршат интензивни обуки за познавање на населението и во другите региони со цел создавање ресурси и услови за понатака да се формираат и другите регионални комисии за ова функционална класификација. Со ова почнуваме со основните кострот на инклузијата. Понатака инклузирањето ќе оди сукцесивно. Понатака го очекуваме да биде отворен и новиот закон за основно образование, кој што се очекува до јуни месец да биде веќе готов и да оди во процедура, каде што има повеќе сегменти во кои што се предвидуваат и наставни образовниот процес и местото на учениците со попреченост во инклузијата, па и во посебното образование, но и статусот и функциите на досегашните посебни училишта во иднина како ќе бидат, кои функции ќе ги преземат тие. Така. Овдека сме во Струмица, сепак за овој регион. Пред да почнеме емисијата, спомнавме дека во моментов училиштето во Новосело ќе стане регионален центар, што тоа значи и како сите мерки ќе се имплементираат преку конкретно во училиште. Го спомнавме ова училиште како пластичен пример за нашиот регион, меѓутоа тоа се однесува за сите закони, ќе ги предвидува сите основни сите училишта, посебни училишта во државата. Освен ова образовната улога која што досега ги имат посебните училишта, настава на ученици со попреченост, било каква попреченост која што ги имат во државата, сега ќе им се прошири нивната улога во ресурсни училишта, со ресурсна улога. Што тоа значи? Тоа значи дека конкретно училиште кое што има основна дејност образование на ученици со интелектуална попреченост, ќе може своите услуги, односно својата улога да биде дел во рамките на училиштето, во зградата во настава, а дел своите ресурси, односно наставници, дефектолози или било како стручен кадар, ќе го нуди во регионот, онаму каде што има потреба. Како улогите на овие наставници ќе биде во редовните училишта да нудат координативна советодавна улога и онаму каде што вони училишта, основни училишта, редовни основни училишта каде што има веќе дефектолози, а онаму каде што нема дефектолози ќе нуди целокупната таа координативна улога и во однос на соработката со наставниците. Затоа е многу битно што во овој момент се према препораките на ОСД, значи да се формираат се прави промена, односно се отвараат повеќе клучни закони, од кои закон за основно образование и закон за наставници, каде што компетенциите на наставниците и овие наставници ќе бидат јасно дефинирани. Ова се однесува за посебните училишта, а исто така и за посебните паралелки. Став е посебните паралелки кои што досега се формирани, кои што досега граде одреден статус во општеството, оние кои што се бават на пример паралелките за ученици за образование на ученици со аутизам, да бидат ресурсен центар во однос на оваа категорија кои што досега ја вршат. Значи, они ќе имат истата таа улога, ќе се надградуваат, ќе се градат во ресурсен центар и ќе дават советодавна и улога и во однос на редовните училишта, оному кој што има деца со аутизам, аутистичен спектар
што не исклучува можноста да вршат и настава, значи основната дејност е настава за оние ученици со аутизам кои што не може да следат настава, а оние кои што може да следат настава според препораките на МКФ комисиите. Така. Ќе бидат во редовните училишта, ама ќе имат и советодавна улога од страна на овие центри. Ако во одредени региони има училиште, па и паралелки кои што имаат иста дејност, исти категории на ученици, односно тие ќе се бидат фузирани и еден ќе биде ресурсниот центар. Така, го спомна законот за наставници, би сакала да те прашам колку и по природа на нашите наставници се подготвени да работат со деца, но меѓутоа за да се работи со децата со било каква попреченост, кога станува збор за интелектуалната попреченост, конкретно ќе има ли дополнителни обуки? Има некакви обуки, започнати се процеси за имплементација и обука на наставниците со деца со посебни потреби. Веќе сме сведоци, нели, барем во нашето опкружување, дека личните асистенти се присутни, на некаков начин се и наставниците, но сепак да се води тој цел наставен процес, навистина е поразличен од оној кој што досега и тер кој што го воделе. Затоа велам дека овој цел процес е доста комплексен и се проширува во многу сегменти. Така. Комисиите интензивно работат секојдневно и ние сме врзани со одреден тајминг. Значи ние ова планираме да отпочне следниот септември од следната учебна година. Интензивно бирото во договор со Бирото за развој на образованието, главната обука која што ќе бидат интензивно обучувани сите наставници во државата ќе биде обуката за индивидуален образовен план. Без разлика, значи учениците каква функционалност имаат, индивидуалниот образовен план мора да се прави за секое дете. Бидејќи имаме и деца со попреченост, имаме деца и со интелектуална со попреченост, имаме деца талентирани, имаме деца со емоционално-психолошки проблеми, имаме деца од социјално загрозени средини. Значи секое дете според својата функционалност, според она што може да го научи од генералната програма, наставна програма, а ќе има само една наставна генерална програма. Нема да има како досега адаптирани, и ако се адаптирани беа, меѓутоа не одговара апсолутно на функционалноста на категориите за кои што беа адаптирани. Значи ќе има една наставна програма за сите ученици. Таа настојуваме да биде доста спуштена, доста да биде реализацијата на таа наставна програма да биде извадена од рамките на училницата, од рамките на она што беше само репродуктивно знаење, туку да биде посебно знаењето да биде употребно. Имаме доста голем број на критики дека нашите ученици покажуваат најголеми резултати на тестовите, меѓународните тестови, меѓутоа имаат најниски резултати успех на употребното знаење. Значи тоа што го научиле репродуктивно не може да го употребат. Интензивно ќе има обуки за сите наставници, ќе има ресурсните центри, досегашните посебни училишта, ќе имат координација и соработка со инклузивните тимови, кои што досега некад на повеќе места беа формирани, меѓутоа беа нефункционални. Сега инклузивните тимови ќе имат главната улога во однос на формирањето на овие индивидуални образовни планови, кои што ќе бидат унифицирани за целата држава. И според тие индивидуални образовни планови секој дете ќе биде третирано. Во соработка со сите други министерства, повеќе со Министерството за труд и социјална политика, имаме интенција да ги зголемиме сервисите и услуги во регионот. МКФ комисијата кога ќе дојде дете да го функционално да го определува, да знае со кои ресурси и со кои сервиси располага една општина, еден регион, за да може да го прати, да може освен во редовно образование, значи може да му даде да биде во редовно образование, но да му определи и да биде во дневен центар, да биде во некоја услуга која што ја има дали од невладна организација, дали од институција на системот, дали дефектолог да посетува третман кај дефектолог, логопед и така натаму. Значи да се збогати сервисите и услугите на терен во регионот, за да може учениците со опреченост да имаат поголеми опции за сопствен развој. Така, ги спомнавме наставниците и образовниот процес, но самата комисија
ќе се расплини, би кажала, и кон другите институции. Значи, ќе имаме структурални промени и во другите институции. Начинот на работа нема да биде како досега, секако под влијание, нели, на комисијата, се со цел, нели, вистинска инклузија на децата во целиот процес. Имавме во почетокот, морам да кажам, одредени беше предизвик и беше едноставно во недоумица беа и самите посебни училишта и самите редовни училишта што тоа ќе се случува, како тоа ќе се рефлектира на децата, како на нивната работа, како на вработувањето, дали некој од нив ќе остане без работа. Најголемиот бенефит е тоа што ресурсните центри ќе можат да нудат достапност на услуга на секој ученик во регионот со попреченост во било кое училиште, во било која средина, таму кај што се наоѓа. И друго, ова е по принципот на ефективност, на ефикасност на администрацијата. Имаме анализа дека анализата која што ја правеше во минатата година Бюрото за развој на образованието, податоци имаме дека на еден наставник имаме 3,5 ученици со попреченост во посебните училишта. Што значи тоа е доста слаб процент во однос на односот наставник ученик. Така. Значи имаме малку ученици, а наставниците не исполнуваат таа квота за да можат, односно оние кои што ќе останат во настава ќе го изработат целата таа квота по правилниците за колку ученици треба да бидат кај нив во паралелка и колку работни сати, меѓутоа оние кои што нема да ги исполнат тие критериуми ќе бидат пратени да имат услуги во регионот, значи во заедницата, исто така на никој ништо нема да му се случи, значи сите ќе имат работно место, тоа е став на Министерството за образование, тоа е став на владата. Доколку со програмските промени настане одреден кадар например, да нема одреден наставник, да нема часови во одреден предмет, да кажеме, Министерството за образование ќе заземе став да даде допис до овој регион да додека не биде згрижен тој наставник кој што останал без часови, меѓутоа ние момент нема да му се прекине работниот однос, ниту пак платата на надоместокот, се додека не се згрижи тој наставник, нема вработување на нови од тој предмет. Значи, ако наставник по биологија во некоја посебно училиште остане, нема часови, нема деца, значи тој по професија, значи не може да биде ресурсен бидејќи не е дефектолог, меѓутоа ќе биде згрижен во друга општина, во регионот, во таа општина, под насоки на Министерството за образование и наука. Така, повторно остануваме на образованието, но меѓутоа би сакала и еден друг сегмент да споменам кога станува збор за комисијата. Комисија која што ќе бара чинители елоквентни да одговорат на задачата, секако со позитивни конотации. Што се случува бидејќи како регион, како држава, ку бориме, можеби со специјалисти. Дел од нив се и дело на иселувањето, како и во многу други сфери. Што е со овие луѓе? Како и на кој начин, бидејќи сите знаеме дека буквално и да немаме вработено дефектолози и логопеди, што кога станува збор за оваа бранша, како ќе функционираат комисиите? Затоа кажав на почетокот, значи доста е сложен овој процес и бара огромни напори, но ние секојдневно макотрпно работиме на повеќе позиции во целиот тој процес. Како што имавме недоразбирања или предизвици, предрасуди од страна на посебните училишта, институции, исто така сега при формирањето на овие МКФ комисии имаме одредени неинформираност од страна на стручњаците кои што треба да бидат во тие комисии. Односно, МКФ комисијата регионална, основните кадри кои што ги вклучува тука треба да бидат дефектолог, педијатар, психолог и социјален работник. Пред минатата година имаше обука од странски обучувачи во однос на
реализација на оваа МКФ класификација. Меѓутоа, не се јавија огромен број на стручњаци застапени од овие што ги спомнав, застапени по регионите. Затоа ние планираме да правиме посебни регионални средби каде што ќе вршиме информирање на овие стручњаци, значи дефектолози, педијатри, психолози, социјални работници, да ги информираме што уствари ќе значи таа МКФ класификација, комисија. Таа комисија ќе ги вклучува професионално овие кадри, значи тие тука ќе работат, тука ќе земат плата за 8-часовно работно време, меѓутоа основната дејност ќе им биде тоа работа на функционалната определба, класификација на децата, учениците со лицата со опрешеност во регионот. За почеток, опцијата која што се нуди од министерствата е било од каде да доаѓа, дали дефектолог, дали социјален работник, дали педијатар, дали психолог. Ако конкретно работи во некоја институција, да премине во МКФ комисијата, меѓутоа се уште министерството или институцијата да го плаќа од таму кај што во моментов работи. Тоа е за првиот стадиум, за првата година. Така. Понатака, кога ќе се формира генералното тоа тело МКФ на национално ниво, тогаш ќе се направат и систематизација, ќе се направи и тие дефинитивно бидејќи работат де факто на судбината на овие категории, треба да бидат и повеќе платени, треба да имат и повеќе бенефити, треба да имат ресурси, капацитети, да во прв момент ние УНИЦЕФ и министерствата ни се тука, меѓутоа тие комисии после мора да влезат и во самиот систем. Потоа кога ќе се естаблира таа комисија генерална на национално ниво, тие стручњаци ќе се отсечат од таму од тие институции каде што се. Ќе бидат како самостално тело. Ќе бидат самостално тело и ќе се добиваат тука плата и ќе се работат и тоа ќе им биде професионалната дејност. Така, инклузијата како процес сигурно нема да опфаќа само комисијата која што ќе работи, но за имплементација ќе бидат потребни други текови, развои и цели, кое што се уште пак ќе кажам многу рано да зборуваме, но што е она како мерки кои што ќе бидат водилки за понатамошната инклузија? Најпрво, овие ученици во прва фаза со лесна интелектуална попреченост кои што ќе влезат во редовните училишта, каде што родителите при препораките или при комуникацијата со советодавното тело, кои ќе решат да одат во редовната настава, тие училишта, ако одредено дете од посебно училиште дојде во одредено редовно училиште, државата презема активност најпрво тие училишта да ги подкрепи или да финансира со ресурсот кој што е потребен. Така. Ако му треба, да кажеме, дефектолог, да стави дефектолог ако треба. Значи, сите ресурси ќе бидат вклучени таму, ако му треба браева азбука, писмо, печатачи, не знам што, асистивна технологија. Значи, прво таму да почне со вложување преку општините и преку УНИЦЕФ и преку системот кој што сега ја бутка целата таа постапка. Значи ќе бидат прво застапени тие училишта, меѓутоа постепено, сукцесивно ќе бидат зголемени ресурсите и капацитетите и во другите ресурсни училишта. Крајната цел е инклузијата инклузијата не да биде само збор, туку да се адаптира целокупната тоа приспособување во редовното образование за учениците со попреченост, да бидат на адекватен начин вклучени. До таа цел да во училиштата понатака се оди да освен директорот, освен раководниот кадар кој што има сегашната улога во сите институции, сакаме да предвидиме и раководен кадар во секоја институција покрај досегашниот, кој што ќе биде задолжен само за инклузивните текови во конкретното училиште. Бидејќи инклузијата не се однесува само на децата со попреченост. Спомнавме дека се однесува и за талентираните ученици кои што се отфрлени од средината, за учениците кои што немат разбирање таа средина, нема разбирање за учениците кои што доаѓаат од сиромашни средини, од нискофункционални семејства, од безродителски семејства, сите ранливи групи, ромските семејства,
Сите ранливи групи ќе бидат под третман на раководниот кадар, на раководната структура, инклузивна раководна структура која што ќе има само функција за инклузија на овие ученици тука. Само со контрола, на овој начин може направилен со правилни текови да се процесуира инклузијата понатака. Така, би ве запрашала какви се вашите прогнози? Што е она кое што вие го очекувате? Што е она кое што сметате дека ќе ги задоволи потребите не само на децата, туку и на родителите, и едноставно средината ќе биде задоволна, бидејќи сите знаеме, сепак живееме во едно општество каде што сепак постои и понатаму некакви стигми, предрасуди, како да ги заедно да ги надминеме, а на крајот да имаме резултат. Подамна се сложивме дека најголемиот проблем на нашето општество е неинформираноста. Јас сум доста среќен и задоволен затоа што за таа година, една година, успеавме да ги разрешиме сите бариери, да ги споиме, да ги координираме, па дури министерствата. Одредени министерства и административни структури има одредена бојазност и се плаше од ризиците понатака. Значи, да спомнеме дека ниедна власт порано не се има дрзнато да влезе во системот на инклузијата, затоа што има доста засегнати страни и доста чувствителна е таа категорија. Ние, кога успеавме за таа година време да ги споиме трите клучни министерства, да ги споиме ставовите заедно и да почнеме со еден систем кој што со голема амбиција сите го буткаме, и сите чекор по чекор гледаме да се радуваме на сите успеси, веќе и странските организации кога видат дека државата има сериозни намери со инклузијата, почна да нудат и своевидна и финансиска и логистичка помош кон овој процес. Затоа викам дека давам позитивни прогнози само да останат вака односите помеѓу релевантните фактори. Секојдневно сме во комуникација и со посебните училишта, и со редовните училишта, и со наставниот кадар. Секојдневно им доближуваме таа вистина информација дека само преку двата најголеми сегменти на секоја држава се образованието, ако успее да нуди адекватно образование, и ако понуди своевидна, целосна, широка инклузија за сите групи. Секој граѓанин мора да биде инклузиран на даден начин во општеството, да му се помогне. И јас се надам дека во првите моменти и родителите, и децата со пречност, и посебните редовните училишта ќе видат дека ова не е ништо страшно и дека ова е се за доброто на сите, на целото општество. Така, јас како новинар би си дозволила да ве прашам, постојано сме на терен, она кое што гледаме дека наставниците можеби и не се доволно информирани. Како што и кажавте и самите, со ретки исклучоци, и навистина им е проблем да се вклучат во целиот тој процес, бидејќи имаат сопствени ставови. Колку вие како национално координативно тело можете да размислувате пред да отпочнете со имплементација на целата инклузија, да едноставно бидете поблиску до наставниците, бидејќи тие се можеби најклучната алатка кога станува збор за инклузија. Апсолутно, ние ги разбираме сите сегменти од ова инклузивен процес. Ние ги разбираме наставниците дека тие учеле заедно, тие се професионалци заедно, а сега едноставно се налагат причини да морат да бидат обучувани и за нешто друго. Меѓутоа, модерните текови на секој образование ги носат и промените сами по себе. Затоа ние делуваме фронтално, но многу пати сум кажал дека без фронтално и интерсекторско делување не можеме да постигнеме многу. Затоа делуваме фронтално, во исто време и разговараме, комуницираме со сите чинители. Бирото за развој на образованието почнува со обуки, интензивни обуки со приоритизација на индивидуални образовни планови и на инклузија. Сите странски служби, сите странски институции и издруженија стојат на наша страна, односно не поддржуваат во ова. Промените ќе бидат промени и од системска природа, но ќе бидат и од наставна природа. Односно, овие програми по кои што учат овие деца, овие ученици се доста некомпатибилни за редовната популација, а не пак за ученици со попреченост. Пак кажам, бирото доби насоки од таа група од Министерството за образование дека
понатамошните наставни програми мора да бидат отворени кон надвор. А тоа значи секоја наставна тематска содржина да се базира врз основа на конкретен план, на план на опит, план на искуствен план во однос на учениците и со попреченост и на сите други ученици. На овој начин нема да се затвараат учениците од редовната популација само околу себе кон учење сами, туку ќе се отвори социјалната сфера на тоа, на образованието, на програмата, за да може да ги видат и другите деца околу себе, да се соочат и со нивните проблеми и заедно да го нудат успехот, не индивидуалниот успех на ученикот, туку заедничкиот успех на целата средина, на училница, на училиште, да го промовират училиштето. Така. Јас би сакала само еден пример, да, ако ми дозволите, во една од европските земји инклузијата е започната многу поодамна. Значи, уште кога децата се во детска градинка имаат некакви улеснителни околности, кога станува збор за деца со попреченост, било каква попреченост во детските градинки, родителите се ослободени од плаќање на доместокот за згрижување во детската градинка, па така децата ја надминуваат од мали нози онаа стигма која што понатаму воопшто и не им представува пречка кога станува збор за деца со попреченост, дали интелектуална или било каква друга попреченост во редовниот веќе образовен процес, нели, на учениците. Имаме ли подлога можеби за размислување се со цел, нели, секако да ги срушиме бариерите, да им укажеме на децата дека нема разлики меѓу нив? Токму таа и целта, ако дете со попреченост го изделите во посебен институционален сектор или систем или училиште или градинка или паралелки, ова другата средина нема да има знаење нити перцепција за овој ученик, за ова дете. Ставањето во исто место, значи заедничкото делување во една средина на сите категории носи успех и понатака за да може да паднат тие бариери, тие разлики. Се извинувам. Ние имаме капацитети, и дефектолози, и логопеди, и наставници, кои што може да ги вклучат овие ученици, овие деца во средините. Така да на овој начин можеме да почнат и инклузијата и од градинките. Така. Мерките и методите, пак ќе кажам, е премногу рано да ги зборуваме, но како поидовни точки ги разјаснивме. Но меѓутоа, што е она кое што можеби на сите овие чинители, институциите од типот на не само училиште, здравство, социјала ќе потпомагаат целиот процес да дојде до некаква чистина? Да, со самото тоа што се работи заедно во целиот овој процес, сите институции се тука вклучени во овој процес, сите одиме во еден правец. Кажавме дека мораме да го правиме тоа предпазливо. Не можеме да носиме решенија со јако не сме подготвени. Де факто информација, точна информација дека нашето општество не е подготвено за ad-hoc инклузија. Затоа одиме прво со една категорија, постепено да ги инклузираме, да видат дека ова е да немат предрасуди кон редовната средина, а затоа ние ќе се погрижиме како општество да понудиме и ресурси и логистика во тие редовни училишта, се до крајна цел да можеме да ги сите категории постепено да ги вклучиме. Инаку искуството од европските земји, држави е целосна инклузија. Ние тоа не можеме да го дозволиме во овој момент, значи ќе останат посебните училишта како ресурси, ќе останат посебните паралелки како ресурси. И бидејќи многу европски земји кои што ad-hoc направија инклузија, понатака почнаа пак на еден друг начин, облик, пак да ги реализираат посебните училишта, посебните установи. Секако во посебните установи, посебните училишта ќе останат, односно ќе бидат третирани ученици со потешките категории на попреченост. Целта е ова општество да нуди да ги прими сите, секој граѓанин, секој дете, без разлика на неговата функционалност. Нема да збориме веќе за попреченост, туку за своја тип на функционалност. Така, ги спомнавме на почетокот на емисијата родителите, кои што исто така играат важна улога во целиот процес. Каква е климата? Бидејќи свесни сме дека многу од родителите дури и не ги појавуваат децата надвор, а камоли пак да ги инклузираат.
што велат тие? А, Колку се тие подготвени да се вклучат во целиот процес? Имаме огромно задоволство, овој вакуум период кој што им се дозволи на родителите според сегашниот закон за основно образование да ги запишат своите ученици, да ги запишуваат своите ученици во редовно образование без соодветна поддршка, неорганизирана инклузија. И самите тие сретни сме што увидува дека не треба да се оди само од собствената желба и порив како родител. Така. Основниот принцип на конвенцијата е во најдобар интерес на детето. Без разлика за какво дете станува збор. Без разлика дали има попречност или нема попречност. Не може ако моето дете нема афинитет, например, за математички операции или за физика, јас упорно од собствени желби да го запишам во математичка гимназија. Так. Или, значи, ако детето има функционалност да биде во редовно, да, во редовно. Меѓутоа, во сегашната ситуација, каде нема 90% од училиштата немат подкрепа, немат ресурси, немат капацитети, сепак родителите пак до сега ги носеа своите деца во редовно образование. И за брз период увидува дека не само што образовниот и воспитниот момент недостасува кај тие деца, не само што се прави одредени дисфункционалности на овие средини, туку и овие ученици, овие деца и регресираат во својата функционалност. Така да сега имаме поголема соработка од страна на родителите и тие очекуваат кога се однесува, кога државата да донесе одредени мерки со унитарен карактер, односно родител да каже па добро, значи според овие критериуми моето дете припаѓа, нашите деца на оваа функционалност припаѓаат таму, шом сите се служуваат, односно комисијата за функционална државата, средината, значи треба да биде таму. Почнуваат веќе да паѓа таа стигма, бидејќи ги гледаат негативните реперкусии од досегашниот, така да кажем, сува инклузија во редовното образование. Имаме огромен број на соработки, имаме низ средби со родителите, со тоа што имаме и членови, здруженја, ресурсен центар на родители, преку нив делуваме кон родителите, да бидат запознаени, да бидат информирани што тоа ќе се случува, како ќе се случува. Сепак им даваме два сегменти кои што ќе бидат дефинитивно според конвенцијата задоволени. Тоа е да му се даде правото на избор на секој родител. Ние нема да ги земеме децата на родителите кои што имаат деца опречност, да му кажеме, да му наредиме да ти мора таму да го носиш или таму. Одаваме право на избор на родителот, но го советуваме што е во најдобар интерес на детето, бидејќи овие МКФ комисии се стручњаци кои што се доста обучени, со огромно првиот критериум е да имат искуство, повеќе од 10 години искуство во својата професија, и да работи на некаков тип на проценка, да имат повеќе обуки. Ќе им го понудиме на кој е најдобриот интерес на детето, што му е потребно, што не значи дека ќе кажеме тоа дете е за специјално училиште, за посебно училиште. Да, ние може да кажеме тоа дете спрема нас, ние советуваме да продолжи во редовно образование, но со поддршка од логопед толку часа неделно, дефектолог, да посетува сензорна соба, да понатаму да има социјални активности во овој дневен центар или во некој било кој дневен центар, во некое здружение. Така. Сакаме средината да направиме, да има поголем број на сервиси, кај што ќе се понуди повеќе работа и повеќе работа со овие деца да има каде да го надополнуваат тоа, она што им го носи попреченоста, за да може да бидат на исто ниво со сите деца и со целата таа. Само на тој начин се може да кажеме дека правиме вистинска платформа на инклузијата, а понатака и државата институционално ќе ги нуди своите услуги како Министерство за труд и социјална политика, сите тие додатоци, кои што ги нуди тие финансии, кои што ќе бидат определени, ќе ги дава сега со новиот закон за социјална заштита, на здруженијата им дава огромна улога за да ја развијат својата професионалност, и им дава и финансии, ќе ги поддржува, да ја развијат сите тие услуги во таа средина, за да можат да се нудат на
на овие деца со попреченост. Така, господине Додевски, инклузијата е навистина сложен процес, кој Така што ќе бара многу жртви и многу работа, се со цел, нели, да направиме еднакво општество за сите, еднакви деца, да нема разлики, да ги надминеме Ние бариерите. сме срекни што имаме доста поддршка и од председателот на владата, и од целата влада, министерствата веќе немаме разлики, не поддржуваат родителите, институциите веќе ја разбра суштината на инклузијата. Секоја заедница на живење, секоја средина, регион, општина, само ќе добие бенефит со развој на овие сервиси, ќе има вработување, ќе се вливаат средства во тие сервиси. Ќе нема разлики, ќе се намалат разликите помеѓу редовната популација и децата со попреченост или другите ранливи групи, а при тоа никој нема да остане ниту без работа и секој ќе има можност, доколку сака, да се го даде својот максимум во професијата која што ја има. Така. Јас ви благодарам уште една што и вечер во одвоивте време, бевте со емисијата Визави. Пак ќе споменам дека инклузијата е навистина процес, ние како медиуми ќе ве следиме, се со цел, нели, да известиме јавноста што се случува во целиот тој процес. Пак ќе кажам, кој ќе треба навистина многу време и многу жртви и многу работа. Ние се нафативме, нема враќање назад. Нема назад, точно. И јас посакувам успех на секој следен чекор кој што како национално тело ќе го превземете, и секако дека ќе ги информираме граѓаните. Така. Ви благодарам уште еднаш и се гледаме во некое народно издание. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што одвоивте време и што останавте покрај малите екрани заедно со емисијата Визави. Се гледаме во некое народно издание.